колешка Колева. Зборевте за минимална плата, меѓутоа зборевте и за невработеноста. И тука едноставно не можев да одмолчам и да ви реплицирам, затоа што тука може би најлошо стоите. Односно, најлошо стои Република Македонија. 2017-2022 година вашите успеси во вработувањето се во администрација. Зголемување на бројот на администрацијата од цели 32.000 ново вработени административци. И тоа го прикажувате овде како успех. Ако на оваа бројка се додаде и бројката на пензионирани луѓе за овие 5 години и на луѓе кои си дадоа откази и кои напуштија државата, стигнуваме до фрапантна бројка дека сте вработиле некаде 45 до 50.000 луѓе во администрација. Тоа е вашата борба со невработеноста. Таа бројка со просечна плата, само да ја помножиме, иако имат и поголеми плати, државата годишно ја кошта 350 милиона евра. Со тие пари, не скалесто, 2 пати ќе ги зголемевме платите. Тука завршува вашата борба со минималната плата и со социјалата во државата, згрижување на вашите партиски кадри. Ништо друго. Ако овие 350 милиона евра сега ги помножите со годините, стигаме од фрапантни бројки и објаснување зошто државата овие 5 години е задолжена речиси за 3 милиарди, 2 милиарди и 700 милиона евра. Зимаме кредити за да ги платиме платите на вашите партиски војници. Место да ја намалите администрацијата, да ја направите мобилна и функционална, вие трупате во администрација кадри. Тоа е каде е еден од моментите каде ни бегаат парите. Во нефункционални вработувања. Законот за образование. Имаме подпишано колективен договор меѓу владата и синдикатот. Само треба да го спроведете. Реков, добро е што е минималната плата 18.000. Измножејте и коефициентите, утре подпишете договор и зголемејте ги платите на вработените во образованието. Многу лесно. Благодарам. Контрареплика.